Не само што имаме највисока инфлација во регионот, туку најверојатно бројките што ги измери официјална статистика во реалност се и повисоки, алармираат синдикатите. Сојузот на синдикати на Македонија пресмета дека за едно 4-члено семејство да го помине месецот се потребни над 51.000 денари. Според нивните податоци, речиси половина од вработените во Македонија не може да си ги задоволат основните човечки потреби, ако се земат во предвид податоците дека над 120.000 работат за минималец, а уште 100.000 граѓани заработуваат помеѓу минимална и просечна плата. Реалните цени кои ги затекнуваме како граѓани по маркетите кажуваат дека се е поскапено и повеќе од 20%. Струјата од 5% на 10% ДДВ-то автоматски ќе биде дополнително оптоварување на буџетот на секое семејство и до каде се планира да се оди, навистина немам информации, мајки во предвид дека малку игнорантски однос имаше владата према нас во изминатиот период, па после 6 месеци се состанавме на економско-социјален совет да добиеме одговор дека истите тие наши антикризни мерки ќе ги разгледаат и написмено ќе ни дадат одговор зашто сме тотално разочарани и воопшто не задоволни од одговорот. Од ССМ реагираат дека растот на минималецот мора да го следи трендот на инфлацијата. Бараат подитно да се реализира она што било договорено да се случи уште во септември, а тоа е порастот на минималецот да е 18,6% од сите плати. Од синдикатот се револтирани од игнорантскиот однос од власта за нивниот предлог антикризни мерки, за кои се уште нема одговор. Иако, како што велат, сигурни се дека тие мерки ќе помогнат да се заштити животниот стандард на граѓаните. Доколку не најдат на слух од власта, повторно ќе излезат на улица. Инфлацијата имајќи во предвид дека до крајот на годината и во просек нема да биде испод 15% за другата година, бруто домашниот производ го изземавме, меѓутоа природно си порасне и просечната плата, верувам дека минимум за 15 до 18% ќе биде пресметката за пораст на минимална плата. Тоа значи дека од 18.000 веќе во март ќе треба да биде околу, по нашите пресметки, 21.500 минималната плата. Додека се бориме за пораст на минималецот, лидери сме по највисока стапка на инфлација. Например, стапката на инфлација во Словенија е речиси двојно помала, односно 10%. Инфлацијата кај храната и пијалоците е 32,4% во Македонија, а 17% во Словенија. Ама во Словенија има и двојно повисоки плати. Иста е споредбата и со Србија, каде инфлацијата е 14%, а во Хрватска 12,8%. Полоши од нас во Европа се Унгарија, Латвија, Естонија, Литванија, Украина, Молдова и Турција. Македонија има двоцифрена инфлација првпат по 90-тите, а трошоците на живот според пресметките на ССМ се и највисоки во изминатите 10 години. Ако во 2012 година просечната нето плата била 21.031 денар, инфлацијата била 5,3%. Синдикалната кошничка изнесувала 31.989 денари. 10 години подоцна, просечната плата е нешто над 31.000, а за живот за едно 4-члено семејство потребни се над 51.000 денари.